Ако премиерот не сака да ме разбере, нека ме разреши од функцијата. Јавната војна за 35 нови рамковни вработувања помеѓу директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски и премиерот Зоран Заев добива нова димензија. Откако Пауновски најави дека нема да ја испочитува наредбата да ги спроведе новите вработувања на позиции за кои не постои реална потреба, ниту пак лицата се компетентни, Заев денес му враќа. Ваквиот прекос на Пауновски бил доволна причина за негово разрешување. Сепак директорот не отстапува. Преку медиумите му испраќа порака на премиерот дека наместо работници за седење во канцеларија им требаат луѓе за на терен. Ако премиерот Зоран Заев не ме разбира, немам што друго да кажам освен дека може слободно да ме разреши на наредната владина седница. Ми даваат 35 луѓе за во Тетово, Гостивар, Кичево и Струга, а таму немаме потреба од нови вработувања. Туку имаме за во струмичкиот регион и во Источна Македонија. Овие нови вработени нема да има каде да ги сместиме. Нема место во канцелариите, па ќе треба дома да седат. Нашата работа е на улица, на терен, а не во канцеларија. Немаме потреба од администрација. Додека Пауновски со факти му укажува на премиерот дека кадрите се некомпетентни за функциите, Заев јавно и укажува дека се спрема негово разрешување, не бил дозволи ваков прекос кон владата и незините одлуки. Секој ден да се препукувате со потпредседателот на влада. Гледам се и со председателот на влада. Директор што е поставен од влада. Во време во кое што живееме. Апсолутно не дозволи. Не очекувам да биде даден предлог за негово разрешување. И тоа од Лупчо Николовски. Затоа што не може да си дозволите јавно да правите вакви коментари, понижувајќи ги предпоставените за нешто кое што е толку транспарентно. Пауновски јавно кажува дека нема да ги потпише решенијата за вработување на 35 административци од Министерството за политички систем. Од вкупно 1349 административци кои што се распределени да влезат на работа во државни институции, 35 треба да бидат вдомени во Државниот пазарен инспекторат и покрај немањето квалификации за работните места.